Довидување. Ти благодарам, Исо, и ова утро, како и секое, впрочем, работно утро на телевизија Нова, во отворената утринска програма информација точно и навремена или ИТН, како сакате, ние продолжуваме натаму. Да, имаме гости во студиото, имаме уште една многу интересна или тема која што веројатно е актуелна во секое време, но пред да ви откриеме за што станува збор, ако не сте со нас од 7 часот кога ви откривме која е темата, третата тема на која што ќе му абитиме, тогаш се селиме на меѓуградската автобуска станица. Тама е нашата Елена Равановска, која што ќе ни каже дали е вистина дека петок е денот кога е таму најфреквентно, најмногу има гужва, затоа што луѓето заминуваат во своите домовини, или сите оние кои што се во Скопје на работа или на студии си одат дома. Добро утро или веќе добар ден, Елена. Повели со информациите, што вели, каква е раздвиженоста на меѓуградската автобуска? Благодарам, Кате. Добар ден за тебе, за нашите гости и гледачи. Секако, како што можат да видат, ние се наоѓаме на градската автобуска станица, токму за меѓуградскиот превоз. Од она што ние можеме да го видиме, доста е фреквентно, значи патници има кои што го користат токму овој автобуски превоз, кој од поекономични причини, но кои секако со кои што секако се движат до најблиските или подалечните во државава или надвор од држава туристички места, или пак како што каже и ти студентите кои што се надвор од Скопје, кои што секако се потекло од другите градови, всушност идат баш за овој продолжен викенд, значи празнично продолжен викенд, да си ги посетат своите најблиски, односно своите фамилии. Од она што можевме ние да го видиме, тука како што кажав е доста фреквентно. Има многу граѓани кои што се дојдени тука од утринските часови, но покрај домашните, односно покрај нашите сограѓани, тука се и туристите кои што транзитираат, односно поминуваат, не само поминуваат низ државава, но и секако доаѓаат тука за да ја посетат, да ги посетат нашите убавени туристички места. Од неофицијалните разговори токму тука со патниците, значи кои што ќе патуваат надвор од Скопје, информираат дека поголем дел од нив всушност дека се и всушност студенти кои што тука студираат на нашите скопски универзитети, а при тоа се враќаат токму за овој продолжен викенд кај своите најмили, а останатите пак ќе ги посетат нашите туристички места, како што е Охрид, како што е Маврово и така натаму. Секако ние остануваме тука да ја проследиме и оваа ситуација и да направиме анализа и со подеталните информации секако во следното јавување. Ката? Благодарам, Елена, и за ова известување. Продолжен викенд пред нас. Секако не очајувајте, ние сме заедно и во понеделник утринска на телевизија Нова ќе има отворена утринска програма и ќе ве води низ тој празничен ден. Сега доаѓаме до третата тема за вистинска дилема. Ве прашувам, може да ни се јавите со своји коментари на отворените телефони на телевизија Нова. Отворена утринска е не за друго туку и меѓу другото и заради тоа што вие заедно со нас може да го конципирате целиот овој појас од 7 до 10 во цели 180 минути на телевизија Нова. Знаете што е темата? Темата е дали постојат клубски свирки или дали се можни клубски свирки без турбо фолк музика. Како да ја заштитиме младината или ако сакате веќе ако не е доволно isfrstиран терминот турбо фолк, веќе кажеме шунт музика. Дали е потребна подобра музика на младината за поинакви размислувања, за подобро општество, за подобра генерација која што создаваме. Кој друг ако не двајца луѓе кои што веројатно се дел од клубските свирки кај нас често и може од прва рака да ни кажат. Теа и Марко Логаут, добро утро, добар ден веќе. Добро ни дојдовте во телевизија Нова. Да. Теа започнувам со тебе. Како човек кој што нели од нижо па се истера со музичкото образование, веројатно таму беше образован твојот начин на размислување во однос на музичките правци, музичкиот избор. Што мислиш како со младиве? Дали има некаков напредок во тоа? Шунт ли е, вистинска ли е, квалитетна ли е музика? Каква музика слушаме? Па вака, кај нас е доста комплициран проблемот, бидејќи јас како дипломиран музичар можам да кажам дека пола од моите колеги со кои што дипломирав свират плех музика на свадби, да не идеме подалеку од тоа. Добра, ама и во плех музиката има и музика, да се договориме дека не е тоа шунт музика, не е. Апсолутно, ама сепак се свири тоа турбофолкот и се останато, значи одамна не се веќе поделени работите, туку доста измешани и критериумот е исто измешан. Се повеќе се слуша турбофолк. Јас мислам дека за тоа сме криви сите подеднакво, бидејќи мнозинството од нас ја поддржува таа музика, еве мислам, ние како исклучоци да речеме тука не е ни важно. Меѓутоа мислам дека толку голем дел од публиката слуша турбофолк што дури
тоа е сепак едно мнозинство на кое што и ние се обраќаме, дека тоа се дел од нашата публика што Така, би не слушала и ја нас повикувате, така, дека да не... дека таа истата во слободно време можеби е во кафана слуша, не знам, Саша Ковачевиќ или што и да е. Така да работите тука се одамна измешани, мислам воопшто на Балканот. Сепак ова е една убава тема на која што треба да се подразмисли. Треба да се постават почесто овие прашања. Јас сум сигурна прашања. дека дел од луѓето кои што би дошле кај нас на свирка би отишле и во кафана и би се забавувале на таа музика. Така да не се така баш поделени работите на рокери и на труфолкери. Да. И како со едукацијава, како со еве на пример теа има клубска свирка, вечерва со својот бенд, така? Така, да. И сега да ги поканувам гледачите да дојдат. Вечерва имаш така, супер. И сега на крајот, веројатно, секој очекува дека ќе заврши со некоја турбофолк варијанта. Па не, искрено, најверојатно и самата музика што ја свириме не остава баш простор да побараат баш турбофолк. Ретко имам такви случувања. Македонско да, кирилица бараат. Добра, ма македонско добро е и треба. Композиции по ретро македонски ствари, нормално дел од мојот репертоар од моите песни. Меѓутоа турбофолк не искрено не ми било многу барано. Сега да не свурочам. Секогаш контра ми се случува тоа што ќе го кажам и после помести се. Да. Така да, да не баксузираме, може вечер да ми се случи нека неверојатна ситуација. Марко, пред да дојдеш во Македонија, нели си од земја во која што особено е актуелна цело време. Од кај што е почнато се. Од кај што е почнато се, да. Дојден вирусот, да. Така е, дојден вирусот и сите не вирусот, како да кажеме. Искрено, јас може да се согласам со тоа дека може тој и јесте генерално, да речам, целосен проблем до нација, меѓутоа и тоа е, па пак и речем, генерално, ако гледаме и личен избор тоа. Да. Тодуше може не е до нација личен избор. Пошто можда луѓето не се ни свесни уствари на што трошат време. Така јас барам, еве јас ќе бидам најискрен, јас например имам дома мојата сестра например исто слуша српска музика, што мене не дека ми е драго или било што, или не се ни трудам да го сменам тоа мислење, пошто тоа е веќе стварно вкус. Ама веројатно вкусот се создава кај децата од најмали нозе. Ако не научат родителите или генерално мислам дека нема тоа голема врска. Нема врска? Затоа што па еве јас например од моето искуство знам например многу луѓе што слушаат дома, да речем, чиста дома, слушаат преко недела музика, небитно дали пуштен Пинк или Гранд или како да се зоват, небитно. Битно ми е дека има деца што веќе се изградени као зборам со свој стил, не е битно која музика, битно не е таа иста што збориме, Grand Production. Меѓутоа јас генерално немам никаков проблем со луѓе што слушаат таа музика, затоа што пак е рече музика е само друг јазик на кој човек треба да се разбере. Меѓутоа тоа што го спомнавме со кафани, ја например обожавам кафана, ја обожавам кафанску музика. Стварно обожавам кафана, јас сакам народна музика. Ама добра народна музика. Добра народна музика, одбрана народна музика. Си обожавам затоа што ми предма тематика ми има тежина која носи посебна. Ова ми е веќе као мени шун, не мени кич, не знам што е. Мислам некој текст дури некогаш ми се плаче. Сум као стварно ми се плаче, као дали е можно. Пошто стварно треба деца да го слушнат тоа. Да. Стварно тоа е трагично. Некој толку да се потрудил со текстот. Да, стварно. Да не кажам, али не е. Да. Како беше кога еве Марко тргна во својата приказна? Имаше никаде некој кој што ти рече немој тоа што го пееш забавно. Пеј народно, тамо има пари, тамо има. Па искрено јас се ќе излажам, али сигурно, значи последниве 7 години веќе настапувам, еве да речам 5 као Марко Логаут, 6 тоест. Па еве изминатите 6 години може да имав такви понуди 310. Навистина? Да, најсериозно. Као, па зашто не дојдеш да пееме народно, ајде да правиме пари, има ваква, има онако, пошто сватив една многу битна работа дека музика треба да биде нешто што треба да ти исполнува. Дефинитивно, затоа што тоа не е работа, тоест генерално еден хоби што треба да го гаиш дури си жив, барем јас така го размислувам. На многу позитивно ниво требаш да го чуваш и да го негуваш тоа што го работиш. Пошто доколку се изгуби драж во нешто и се гледа само да речем заработувачка од нешто, или пари? дефинитивно јас и ветив дека ќе се откажам.
Кога ќе застанам на микрофон, јас мојата емоција не ја давам фул од себе, веќе идам таму и си кажам, ајмо да одработиме ово пошто е свирка. Да, видиме колку секунде си ветувам официјално, тебе нова не знам кој не снима цел. Јас откажувам официјално. Стварно шалост. Да, а никогаш не си размислил, тоа се цифри, ти спомнувале луѓето цифри колку ќе добиеш? Сериозни, да, некој се дешавало за сериозни суми, да, затоа што пак се свадби сериозни. Да. Ние, еве, ќе бидам искрен, значи ние знаеме да се испееме некоја песна, например, што не е, се зборам, не е хаотична, не е баш хармонски издржана. Да, ама например тоа го правиме ептен у наш круг на луѓе, значи каде што знаеме дека требаме да направам кеф на некој пријател близок, другари и така натаму, така натаму. Меѓутоа да е вака на клубска свирка кога не е ли? Не, дефинитивно не. А бараат ли луѓето? Па генерално да. Да. Да, генерално да. Али пак ќе речам, многу е битно, тоа сакавме да го направиме за брзо време, затоа што снимаме, документуваме секоја емисија, овако секоја свирка што ја правиме. Сега набрзо ќе направиме еден краток, да речам, одсечок од 2 до 3 минути, како уствари изгледаат делови од нашите свирки. Секој што сака може да го види исто тоа на нашата фан страна Марко Логаут. Баш тоа каде што нема ни една, да речем, гранд продакшн песна, а се поминуваме стварно преово. Каде што пее стварно, па да речем до заден човек таму, да, што ќе биде. Значи така да секој што не бил можам слободно да го поканам да дојде да се ужива у не гранд продакшн. У не гранд продакшн, да. А како одсечно кажуваш, не ја знам таа песна, веројатно. Така ако се повара некоја таква што е. Па имаме методи. Реално. Не си правиме као или до дечкото као пошто се жал на страна јас. Генерално пошто јас си свирам и пеам и некогаш и дури ги приметувам луѓето на свирка као сакат баш да дојде до тебе, као со тебе да направи муабет. Да. Ама меѓутоа дека јас сум цело време тука сум од движење, емоција си давам тука цело време, јас сум занесен у песата и сега најнаш сваќам дека некој стои овде до мене. Некои добри 3 минути. И се човекот веќе мене ми е жал да му кажам и као, ама докај дечкото барем кажи му што мислиш и тука се дешават проблеми као што некојаш ми направи дури фаца као. Стварно не. Да, и сакам да ти кажам стан. Добро, теа не се уручува, нема да ни се случи тоа, да. Не. И кога се случило, ние сме, например, јас не глумам лудила као не свириме тоа. Не свириме. Децит, као крај. А инаку сега ми текна кога он кажа као да нема збунки од газда или од нешто слично, јас кога доаѓам прво пред да договараме, им пуштам репертоар вака на маса го вадам. Репертоар со локација, со редослед на песна, че тоа нема отстапки, нема Северина. Немам ништо против Северина. Очигледно е звезда, ама сепак тоа не го свириме. Баш кога тоа не е бендовска музика. Да. Добро, кога стана свесна дека музиката ќе биде твој избор, дали знаеше кој ќе биде пак правецот во кој што ќе се движиш? Па искрено јас се уште си го барам правецот, мислам дека тоа е едно патување, као градење на музички артисти, спознавање на нашиот идентитет како артисти, бидејќи како ние се менуваме и созреваме, така ни се менуваат ставовите како и за животот, така и за музикава, нели? И се уште се барам себе си и мислам дека тоа никогаш нема да заврши као journey. Меѓутоа гледам да го пеам тоа што јас би го слушала, например мојата музика, како би за Марко, кога ќе почне гранд некој друг, јас да слушам, добра е песна, и да шернам на Facebook, да кажам супер, слушајте македонска музика, македонски артисти и т.н. Значи, гледам тоа што го пеам да е блиско до тоа што и јас го слушам и до нели мојот музички вкус. И секогаш тоа што го правиме во студио со мојот тим, го поздравам Лазар Цветковски, мојот продуцент, е блиско до тоа што јас последно сум го слушала, сум му го праќала на него линкови, што да слушам ново, му праќам слушни, ова ми се свија, он ми праќа, те гледам ова, се гледам она и така натака. Ама мислам дека сепак тоа е едно патување што никош нема да заврши, каде што како треба да се движиме. Како се менуваме, дека така се менува и нашата музика. Зашто теа ова рушевини, па пекол, нешто бре многу. Па имено да. Да, зошто рушевини па пекол следно во рај да биде или не знам што. Всушност пекол воопшто не е пекол, нели за двајца што се песимистички текстот, баш е позитивен, иако така се вика драматично малку, мора да има драматика, додека рушевини да, тоа беше малку потажна приказна. Па имено може баш тоа да е добар пример за ова што го кажувам, дека рушевини беше во еден мој потажен период. Таа е моја песна, мислам, јас го напишав и текстот и нешто што мене лично ми се има случено, додека
Пекол е за едно друго време пооптимистично и еве, не си сам додека ме имаш мене, ќе се сакаме, ќе се караме, ќе се тепаме, а пак ќе се сакаме. Така да, утре ќе например, ако Добро, и видам ова е подобра слики на варијанта од Грант, нели? Да, дефинитивно. Ја искрено немам слушан до песната. Добро. Сами баш ми е сега криво, стига мене ми многу, кажа му Сабарево се стига ми као јас се задев нова песна. Ама добро, вчера беше тоа, мислам. да. Уште е рано и ќе ја чуеме денес. Да, стварно. Да, Баш супер додека чекам да му ја абитиме, ќе ја слушаме и Пикол, а ќе ја слушаме и твојата нова тема. Да. Зошто токму соработка со еден перуанец, како излеза тоа да се случи? Ма тоа е многу интересна прича. Страшно интересна прича. Башка, искрено многу ми е мило што конечно успевме нешто да направиме што е надвор од нашите рамки. Прва и основна работа. Што сум премногу гор на себе си искрено. Затоа што тргнавме барем со помисла дека дај момаца смениме дражна музика. Затоа што искрено се ми е некој шаблон, се ми е нешто исто, се ми е нешто. Не знам стварно, као стварно секоја песна ми е као демек да не кажеме повторување, ајмо нешто вртим у круг као не е било се вака, било онака, ама исто е тоа. Отворено си направив нешто што се чувствував во моментот дека стварно е потребно се донесе некој новитет тук. И можда нема да го разберат, меѓутоа мене ми е многу мило затоа што пак ќе речам, прво направивме некој дует што се гордам официјално стварно дека направив прв македонско-шпански дует и премногу сум горд заради тоа. Како се најдовте, Марко? Па цела организација ствари се деси каде што он свиреше во еден кафич тука во Скопје. Меѓутоа јас го имам видено дечкото дека свиреше баш во Крушевац, јас од кај што потекнувам. Да. И уствари он тука свираше, јас се дружев со газдата на кафичот и ми кажува: "Молим те, донеси ми гитара, вечер ми треба најтно." Значи ми доаѓа дечкото од Перу, треба да има свирка, ама нема гитара. Реко, нема проблем, веднаш ќе дојдам. Свирка без гитара. Да. Да, он си има неговото инструментче, онакво чаранго, такво нивното инструмент, чисто ко гитара, со мале во кицка, баш интересно, такво за гледање. И идам тамо, се спеваме, нешто небитно, се запознаваме. Тука и ствараме некоја енергија многу интересна, чудна, необична. И уствари сваќаме дека дечкото е дојден и треба да се намонтира сето тоа, треба да се организира микрофони, едно, друго, трето. Он е дојден човекот онака, се седна и почна, се ништо не се слуша. Хаос, ништо не е озвучено. Хаос, жив хаос. И тука бев и тонец, бев и бек вокал, бев и све бев. Стварно вечерта, онака дури стварно најпте се засакавме. Тука се споделивме контакти, му најдов уште неколку свирки низ Македонија, чисто сакав да му помогнам, пошто сакаше да се запозне цела Македонија, го пративме. Ама тонец друг беше. Да, друг беше тонецот скроз. Други носе и дури гитара. Да, така да, тука се створи нека конекција. И ние ствари многу генерално брзо ја направивме песната, пошто таа песна требаше јас сам да ја направам. Тоа беше моја песна за сам, меѓутоа кога отидовме во Прилеп, ја му местна вакво договорив свирка во четврток, јас бев во петок, бевме кај него на свирка, спиев таму и на крајната свирка земав нешто и почнав да го представам мојата нова песна, ми кажа: "Еј, да може нешто запеам", реков: "Може, што му запеј." И тука уствари се деси чудна ситуација, наеднаш нешто фристайл, тука почна да пее, се деси као се деси магија, као онако: "Еј, као браво, колку убаво звучи, да направиме заедно." И све склопивме, да не излажам, за некои 20 дена, 15-20 дена. Дури се снимивме спот, што беше стварно многу интересен спот. Требаше да искочи песната генерално минатата година во декември. А вие една година ја... Да, цела една година, да. Затоа што имавме снимањето на спот ни беше во декември, 1-2. Требаше да извадиме веќе 7-10. И се деси најтрагично, ни удри гром во Ѓорче, кај пријател од дома, и ни изгоре целиот хард диск со целиот материјал. Зборам спот, стварно сериозен спот, требаше да биде еден од подобрите спотови во Македонија. Си ви отиде? И на крај, да, и останаа само пола од кадрите, тие не можевме да искористиме, пошто имавме цела прича, снимано беше снимано со 2 камери. И така, не се десил многу голем проблем. Имавме дури и making of, имавме на Facebook, го пуштивме, дури беше премногу интересен. И баш ми падна криво, затоа што моравме да бараме друга солуција за спотот и направивме нешто што мене ми се свиѓа исто, да. Да. Ти амор, така? Ми амор. Ми амор, пардон, ти амор. Љубов моја, да. Може да видиме дел од спотот, ама нема да видиме се, за да продолжиме со моабетот тука. Може така? Слободно, како да. Ајде, удиме со љубов моја.
kažem, kako da ti bar se predstavam. I kako da ti kažem, ti si slatka, toliko mnogo ubavam. Ma kako da ti kažem, dojdi, sekam da te gušnem i jaz. Kako da ti kažem, ne si slatka, ti si preslatka. I kako malo dete gledaš, kako da me znaš. Svati me imaš i bez da znaš. Mi amor, por favor. Tvoj pogled me topli. Mi amor, por favor. Kako mraz me topi. Mi amor, por favor. Tvoj pogled me topli. Mi amor, por favor. Kako mraz me topi, znaj. De destinos que me trajo a ti, silueta hecha carne, labios de fuego, piel de marfil, paso mil millas atrás, ojos fijos en mí, junto a la intuición, atreviéndote a vivir. ¿Hasta dónde llegará? ¿Hasta dónde llegará? Por favor, hasta ya no poder más. Mi amor, por favor, hasta ya no poder más. Mi amor, por favor, hasta ya no poder más. Mi amor, por favor, hasta ya no poder más. Mi amor, por favor, hasta ya no poder más. Vidov kako nežno nokti zarivaš. Na moja meka koža strasno luznim ti mi ostavaš. Da li večer vakja minem samo postala? Ma pušti me vo tvoj odvor da vidam matador. Mi amor, por favor. Tvoj pogled me topli. Mi amor, por favor. Kako mraz me topi. Mi amor, por favor. Tvoj pogled me topli. Mi amor, por favor. Kako mraz me topi, znaj. Otra vez despierto junto a ti y mis dedos de hábito acarician tu nuca. Tu cuerpo me pide homenaje, mis manos la deuda, mi mente el precio. Un, dos, tres. Mi amor, por favor. Tvoj pogled me topli. Mi amor, por favor. Kako mraz me topi. Mi amor, por favor. Tvoj pogled me topli. Mi amor, por favor. Kako mraz me topi, znaj. Нема да го прашаме Марко за која љубов е песнава, но ќе прашаме која е девојката во спотот. Девојка е Татјана Кипровска, балерина. И девојче е уствари многу прекрасно, многу дивно човече. И генерално мене ми е многу мила и мора да признам дека да сакав дури да го сменам спотот што го имам снимено минатиот тој што не успеам. Дефинитивно би кажал дека би го направил исто како сега. Као не би го сменил, можда ни 2%. Као ништо, стварно ништо. Као све ми се свиѓа, многу ми е едноставно, многу ми е природно, многу ми е симпл. Девојка што стварно си ја сака песната, си ја слуша, си ја ужива, си ја... И тоа е тоа. Да, многу едноставно. Марко, колку на клубски свирки ја бара твојата музика надвор од се она што го нудиш како репертоар? Као моја авторска? Да, авторска, да. Па генерално мене ми е мило кога ќе слушам дека некоја бара авторската музика, баш кај јас сум генерално кривец за самиот себе си, затоа што мојата, например, музика, ја што овакво што стварам и создавам, например, не ја свириме многу на свирки. Да, затоа што ете без бреј генерално не можеме, затоа што пак е стварно по тоа ме луѓето ме познават најмногу. И многу ми е мило кога ќе дојде некој човек и ми понуди, например, ќе ми каже: "Еј, дали може некој без тебе, не можам да испееш." Као
дали може дека некој се уште има слушана таа песна. Остани не сум ни свесен колку се песните мои генерално стварно се доста слушани и се уште као не може да се помирам со тој фактот дека некогаш стварно некој доаѓа ти као да молим те свири ми ја песната твојата пошто е преубава. Колку ќе почнам да ја свирам, дури тек тогаш сваќам дека многу луѓе знаат, ја пеат. На крајот као стварно се дури задивени дека ја испев песната. Тоа е лично моја кривица, не е ничија туѓа. Али ваljda затоа што треба да дојдете некогаш кај мене на свирка дефинитивно. Затоа што се трудиме цело време да имаме да хајпот биде горе, цело време да се бидеме расположени да се пее, да се игра. Затоа со ствари викат се од проект Марко Логаут на времето уште кога почнувавме, кога што телефони, да речем смартфони се крева во некоја абнормална димензија кај што не помисливме дека ќе имаме да речем со холограм телефон за 5 години. Затоа ствари испадна целата прича со Марко Логао да дојдат луѓе, да дојдат тие 2 сати, да се одлогираат, да сватат дека животот ни е тука тие 2 сати, не да си седиме на телефон да се договараме да. И тогаш има само снимање или сликање? Генерално јас сум противник и на тоа затоа што најубавите моменти треба човек да ги запамти сам. Нема потреба да ги снимаш, али или ете пак и речем. Ма да покажеш после дека. Па тоа е генерално нашиот проблем тука, пак и речем затоа што ние мораме да се сликнеме, мора да кажеме кај сме, што сме, зашто не сме, треба да ги работи. Меѓутоа генерално тоа беше поентата на Марко Логаут за дојде да се изжурка, да си поминат најубаво, да стано да си не знам, да се исклучат твојот секојдневие, пошто веќе сме. Ја мислам дека сме генерално неуморни као нација од тоа што не. Јас мислам дека грбка ќе ни излезе од тие телефони. Да, дефинитивно. Репетативно се као. Веќе е досадено дури што е толку све едно исто. Значи може да дефинираме дека е можна клубска свирка без турбофолк музика, за тоа сте вие. Тоа е можна, да, нека ни да. Само имаме време да те прашам кога си најавила албум до крајот на оваа година, ќе биде или? Па беше амбициозно и оптимистички да се надеваме ќе биде така, но има и 2013. Имено. И не верувам дека ќе стигнеме вака најискрено кажано, бидејќи до годинава имаше само 2 месеци некои. До крајот на годинава можам да најавам дека веќе ќе спремаме unplugged верзии на моите досегашни, да речам, поголеми, послушани песни, поголеми хитови, да речеме вака. И дај Боже, уште една песна со видео некаде до крај на декември, почеток на јануари да излезе. А следна година се надевам да не го акцузирам пак, ама идејата е да, веќе го спремаме мојот албум, работиме на уште неколку композиции, бидејќи Пекол е мојата 6-та авторска песна. Значи решив дека ќе бидат 9, тоа ми е вака заокружен број, 9 е као една целина или крај. И ми има таква символика самиот број вака нумеролошки. И значи ни фалат само уште 3 композиции, од кои што 2 се готови, така да супер. Ќе биде. Ќе се дружиме и по тој повод. Супер, добро. И сега во продолжение да ја слушаме Рушевини или да ни кажеш со факултетот завршивме? Да, дипломирав. Сега сум на постдипломски од јануари. И што запиша постдипломските? Популарни жанрови. Во продолжение ќе слушаме Рушевини, бидејќи нова песна можеме да слушаме на YouTube вакансија. Затоа што е лирика, да, не видеото. Така е, да. А во продолжение Рушевини што излезе пред пола година. Добро, го надминавме периодот за кој што пееме во Рушевини, така? Апсолутно, да. Нови походи, доходи и тоа сега по позитивни денови доаѓа. Ви благодарам на обајцата. Мислам дека ова е тема за дилема и дека треба да се собираме во еден поширок вака состав и да кажеме каде него или кај да. Не, и вака во дебата каде грешиме или што треба да направиме за нешто ново да не се случи. Да. Ви благодарам за присуството, ви благодарам и вам, драги наши, што и денеска бевте заедно со нас. 180 минути се дружиме секое утро, се будиме, потоа и се расонуваме заедно, нели? Дознаваме многу нешта во продолжение Рушевини на теа, а веќе во 10 часот и на новото издание на вестите на телевизија Нова. Останете со нас. Што ќе оставиме, ќе заборавиме.